Нови апсења за трагедијата во Кочани во која загинаа 63, а над 200 беа повредени. Приведени се 11 вработени во Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат. Според првичните информации, најмалку 6 од лицата се уапсени, а против сите се покренати кривични пријави за разни кривични дела, од злоупотреба на службената положба, примање подкуп до фалсификување исправи. Неофицијално, меѓу приведените има поранешни раководители на УЈП, кои во одреден период били преседатели на општинската организација на СДСМ во Штип, како и блиски роднини на судијка и поранешен министер. Освен од Штип, меѓу приведените има вработени во подружниците на УЈП во Струмица и Кочани. Како што потврди денеска главниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, вчера и денес се спроведуваат интензивни активности, вклучувајќи приведување и претреси на лица опфатени со кривичната пријава. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во Управата за јавни приходи, а поврзани на некој начин со кочанскиот предмет, со тоа што во текот на минатиот ден и денеска се преземаат одредени действија, денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Каде се вршат претреси? Се вршат претреси на лицата кои што се опфатени со кривичната пријава. Коцевски посочи дека во акцијата се користат и електронски комуникации како доказен материјал. Обвинителот објасни дека овој предмет не може да се спои со истрагата за пожарот во дискотеката, бидејќи се работи за различни кривични деликти. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан, односно со предметот што е во тек во момент. Вчера во судницата Идрисово започна судењето за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија, дискотеката Пулс. Ново рочиште е закажано за наредниот вторник, а на обвинителна клупа седнаа 35 физички и 3 правни лица.